Обединување на земјата, тоа ќе биде една од главните цели на избраниот претседател. Во првото обраќање пред амбасадорите на Европската унија по повод Денот на Европа, Стево Пендаровски, кој најверојатно в недела ќе стапи на должност, е јасен дека зачленувањето на земјата во унијата ќе биде негов приоритет, точка што беше составен дел од неговата изборна кампања. My main goal as a president in the next 5 years is going to be, of course, to try, along with others, with this government, with any future government, to fulfill. Мојата главна цел како претседател во наредните 5 години ќе биде да се обидам заедно со други, со оваа, но и со идни влади да ја исполниме целта и да станеме членки на Европската унија и НАТО. На прво место би сакал да бидам обединувач на земјата која во минатото беше многу поделена. На тоа ќе работам од првиот ден на мандатот, со опозицијата, со невладините, со медиумите, со експертите, со сите кои наум ја имаат европската цел и еден ден да бидеме полноправни членки на Европската унија и НАТО. И на крајот да се чувствуваме како вистински европејци. As real European. Вице-премиерот за евроинтеграција османи од амбасадорите побара Македонија да го добие заслуженото. Рече дека земјата го испорачала тоа што го ветила, преземајќи тешки одлуки и компромиси. We have moved forward with big steps towards the Union and we expect now the Union. Со големи чекори се приближивме кон Унијата и сега очекуваме Унијата нам да ни се доближи со одлука за старт на пристапни преговори во јуни. And we can do it. Европската комисија притиска за датуми за Македонија и за Албанија, но одлуката треба да ја донесат земјите членки. При нивниот избор ќе се водат од низа фактори, меѓу кои еден од клучните, покрај завршувањето на домашните работи на кандидатките, е исходот од предстојните европски избори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.